Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска темата за која што ќе зборуваме ми е инспирација од една постара господја која што ме праша дали исхраната и кожата се поврзани, односно дали исхраната влие врз здравието на кожата. Искрено, одговорот на тоа прашање знам дека и вие самите сте свесни дека е многу логично и дека сите процеси во телото и она што го зборуваме тука константно е дека секоја една работа и појава и хемиски процеси и метаболички процес во телото се и tekako поврзани со начинот на живот и со исхраната, па така и кожата која што и самите знаете дека е најголемиот орган. И практично кожата сите знаеме дека не штити од топло, не штити од ладно, не штити од најразлични инфекции, бактерии, не штити од UV зрачење и така натаму. И ретко кој од нас можеби се грижи на начин на кој што бара кожата да се грижиме. Што тоа значи во превод? Повеќето од нас најчесто се оптеретуваме со фасадата и повеќето од нас можеби ќе дадеме многу пари за да купиме некоја скапа купка, ќе дадеме многу пари за да купиме некаква пудра, шминки и така натаму за да изгледаме добро пред луѓето. Но прашање е дали вашата кожа навистина е здрава и дали ви дава поддршка. Тоа значи дали можеби е сува, дали можеби премногу мрси, дали можеби се појавуваат појави од типот псоријази, од типот акни и така натаму, сите појави кои што во денешно време се и tekako нормални. Во принцип, кожата по состава која гледаме е составена од прво вода, протеини, минерали и липиди и во превод тоа значи доколку некој од овие состојки од кои што е составена кожата фали надол крок, нормално е дека ќе има и дисфункции и ќе се појават можеби некакви несакани работи кои што не сакате да ги видите во огледало на кожата и затоа многу од луѓето кои што можеби се мачите со некакви третмани, одите на некакви можеби козметичари за да отстраните некоја појава на кожата, мој совет е 90% погрижете за тоа каква храна му давате на телото и на вашата кожа и како ја храните од внатре, а 10% грижете се за тоа како ја храните од надвор, бидејќи на крај крајва и на крајот на денот, да, кожата може да прима и нутриенти од надвор преку можеби некакви креми кои што содржат витамини, минерали, антиоксиданси и слично. И што се случува? Зошто се јавуваат тие проблеми? Затоа што кога вие можеби нема да ја хидрирате вашата кожа, односно кога нема да пиете доволно и правилно вода, кога нема да имате избалансирана исхрана и да внесувате во вашата исхрана доволно витамини и минерали кои што се есенцијална храна за вашата кожа, кога нема да внесувате доволно протеини, на дол крок телото бидејќи кожата ја смета како периферен дел од телото, односно најмалку е опасно да почне да ја оштетува, ќе почне и да ја оштетува. А тоа значи доколку можеби фали некаков друг нутриент за кој што и tekako важен за некој витален орган на вашето тело, типот фалат минерали, крвотокот прво ќе повлече минерали од вашата кожа, можеби коса и ногти, за да снабди кај што најмногу е потребно, а кожата ќе остане неухраната и затоа се јавуваат такви потреби. И кога зборуваме за здравје на кожа, зборуваме повторно за добра и квалитетна исхрана, нема никаква филозофија, нема никаква крема или козметичар или третман кој што ќе ве спаси, доколку вие не посветите на најголем дел на она што е најважно, а тоа го кажавме дека 90% е што вие ја храните вашата кожа преку вашата уста. Така да за денеска завршуваме. Ве поздравувам и слободно поставувајте прашање на хаштагот кој што го гледате тука. Ask Јосиф, се што знам, се што можам ќе ви одговорам и се гледаме во наредното издание. Чао, чао!